за тие што не се упатени во Македонија, српски свет значи дека Македонија е стара Србија. Во проекциите на српскиот свет, они сметаат дека најстариот дел од Србија е денешна Република Македонија. Така што тој српски свет автоматски го поништува постоењето на Македонија. Мислам дека и делови од Бугарија зафаќа, не сум сигурен, но за Македонија знам. Така што јас не би го подценил. Значи не би го подценил никако работењето на нивните тајни служби, работењето на терен, соработката од домашни служби. Ние имаме вице-премиер во Скопје, Стоилковиќ, кој што при референдумот, кој се изјаснува Македонија за отцепување од Југославија, искача во Куманово и дава изјава дека референдумот во Куманово не е успеан, бидејќи он е тогаш во подмладокот на Комунистичката партија во Куманово. И он се радува дека референдумот не е успешен пред 30 години, 35. А сега е вице-премиер во Македонија. Аца Лукас, не знам, Цеца и другите што доаѓаат, јас ги сметам како експоненти на српски свет. Затоа што ни ја носат таа шунт кич култура, меѓутоа и другото го прават расположението позитивно према север. Тоа е една хибридизација. Ја тоа и го предавам. Во глобализацијата постои еден дел каде што ваквите тенденции се хибридизација, мешање на бракови и така натаму. И замислите само да дојдат некои пејачки од Софија или од Бугарија да пеат. Тоа е невозможно, во Македонија не се ни познати, не се ни блиски. Самата таа пенетрација на тоа влијание од север е јасно видлива преку ова гостување постојано. Македонија како тезга. Секогаш кога има српска слава или битка на Зебрњак или било каква манифестација, да речеме на Кожув планина, пробивањето на фронтот, они идат со грци прославуваат. Србите доаѓаат, српско-грчки знамиња има на македонско-грчка граница. И доаѓа на Стаменковски, што име министерка, веројатно по потекло македонка, доаѓа да зборува за српскиот свет на Кајмак Чалан.